Еве што ќе гледате во денешниот дневник на ТВМ. Родители и деца на протест пред општина Струва. Градинката 8 март нема доволно персонал, а повеќе од 1 месец нема ниту директор. Пазарната инспекција од утре ќе проверува дали училишниот прибор се продава со ограничена маржа. 68 милиони денари за изградба на колекторот во Трапеица. Агресивниот туризам кој на Охрид му се случува години наназад е резултат на немање таргет на туристи, сметаат стручните лица. Грчкиот град Волос прогласи вонредна состојба поради угинувањето на повеќе од 160 тони риба. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото утро во текот на денот превладуваше претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималната дневна температура изнесуваше 29 степени Целзиусови. Во четврток во западна и северозападна Европа, како и на Апенинскиот и на северот Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи. Во останатите предели од континентот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утре во северните и приморските предели на Балканот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Во останатите предели претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 27 до 33 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 21 степен, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и надпросечно топло време за овој период од месец септември, со појава на локална облачност. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во сабота и недела ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималните температури од 16, односно 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата.
професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Родители и деца на протест пред општина Струга. Од 2 септември најмладите наместо згрижени во градинка, тие беа вратени дома. Градинката 8 март нема доволно персонал, а повеќе од 1 месец нема ниту директор. Родителите бараат итно решавање на проблемот. Стружанката бесаше и од почетокот на септември на работа оди со своите деца. Во детските градинки нема персонал. Не работат групите со јасли, а повозрастните деца се згрижуваат само до пладне. Беса нема каде да ги остави, па од пладне ги носи со себе во канцеларија. Во слична состојба е и Дрита Бајрами, која е мајка на 4 деца, од кои 2 3-месечни близначиња. Двете деца на возраст од 5 и 3 години од пладне нема кој да ги згрижи. Децата немат кој да ни ги варди дома, на работен однос е и јас и сопругот. Значи имаме голем проблем, 3 дечиња, првиот е 2 година, со него значи веќе е голем, ама овој е 3 години, другиот е 5. Градинка нема никој да ги чува, до 11:30-12 најкасно мора да ги земиме. Го земам со мене на работа. Значи тоа не е со 3 дечиња да седиш на работно место е тешко. Немаме доволно негувателки и воспитачки, мислам ги имаме, ама моментално не се со договор, не му е продолжен договорот. А е малце тешко дека сум сама, роднини други нема моментално, старите се починати и сама се справувам, некако се снаоѓам. Големите веќе одат градинка, ете сега се излезе друг проблем со негувателките и се надевам што побрзо да се реши овој проблем. Истата судбина ја дела 10 родители од Струшко кои денес протестираа пред општина Струга. Од јуни во градинките не им се продолжени договорите на 20-тината времено вработени, кои пак протестираа во јануари за решавање на нивниот статус, но и по 9 месеци проблемот не е решен. Тие направија поголема работа од сите функционери во оваа држава. Идеја за некоја плата што реално економски не е оправдана
И мислам дека тие тоа го правеа од љубов, пошто не знам, тие се наши херои стварно и заслужуваат, како не заслужуваат да се среди нивниот статус, а со тоа би се средили нашиот статус и нашиот проблем би се решил. Апелираме институциите што побрзо да го решат проблемот за да не се превземат дополнителни мерки. Мораме да се ги земиме децата, а не сме во можност зашто сите сме на работа. Градоначалникот Рамис Мерковината ја префрли во Министерството за труд и социјална политика. На сегашната ВД директора му помина мандатот. Побаравме друго лице за да прифати за директор во градинката, не прифаќа никој и со тоа се створи ево и ова недоразбирање, односно овој хаос во градинките во Струга. Денеска му наредив на секретарот да објави конкурс. Ако не прифаќа до натре за ВД директор, ќе можда ќе прифати човек од надвор за да го назначиме за директор во градинките. Во Струшките градинки дневно се згрижуваат над 500 деца, а од општина Струга со одлука на Совет во септември е зголемена цената за престој од 1500 на 2000 денари. Пазарната инспекција од утре ќе проверува дали училишниот прибор се продава со ограничена маржа. Директорот на Државниот пазарен инспекторат ги повика потрошувачите, доколку забележа неправилности, да пријават во пазарниот инспекторат на 191 или на веб страната на инспекторатот. Трговците кои се опфатени со одлуката на владата за училишен прибор имаат обврска да ги усогласат цените на производите, информира директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски. Од утре инспекторите ќе бидат на терен и ќе вршат контроли за да се утврди дали трговците постапиле во согласност со оваа одлука. Инспекторите ќе постапуваат во рамки на нивните надлежности кои произлегуваат од одлуката, а согласно тоа и според законот за трговија, информира Трајковски. Тој напомена дека Државниот пазарен инспекторат ќе постапува исклучиво по однос на контрола на цените утврдени со одлуката, но нема надлежност да постапува ниту пак да влијае врз формирање на цени во трговијата на големо и мало. Како и досега нема да има компромис за никого. Законот ќе важи еднакво за сите и сите трговци опфатени со одлуката имаат обврска да ја почитуваат, вели Трајковски. Тој ги повикува граѓаните доколку забележат неправилности да пријават во пазарниот инспекторат на бројот 191 или на веб страната на инспекторатот dpi.gov.mk. 68 милиони денари за изградба на колекторот Трпеца, 53 милиони денари за водоводи и канализации во повеќе општини, меѓу кои и Охрид. Ова се дел од одлуките од вчерашната седница на владата. Владата ја усвои информацијата за финансиски средства за реализација на проектот изградба на главен колектор и станица за пречистување на отпадни води во село Трпејца, општина Охрид. Проценетата инвестициона вредност на проектот за изградба на главен колектор и станица за пречистување отпадни води во Трпејца, општина Охрид, е 68 милиони денари со вклучен ДДВ и средствата ќе бидат обезбедени во буџетот на Министерството за транспорт. Рокот за изведба на планираниот проект би изнесувал околу 8 календарски месеци. Министерството за транспорт обезбеди финансиски средства од над 53 милиони денари за изградба на водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација во повеќе општини. Во тие рамки Министерството за транспорт обезбеди финансиски средства во износ од 21 милион денари за изградба на фекална канализација на дел од улица Кленоец и изградба на атмосферска канализација на дел од улица Кленоец. Планирано е набавката за реализација да започне во месец октомври 2024 година. Агресивниот туризам кој на Охрид му се случува години наназад е резултат на немање таргет на туристи, сметаат стручните лица. Регионот кој нуди редок спојна природно и културно богатство, кој има највисоко ниво на заштита како светско наследство под УНЕСКО, и нината на туризмот треба да ја гледа во развој на одржлив автентичен туризам. Притисокот што се врши врз Охрид, Струга и Охридското езеро во главната туристичка сезона го надминува капацитетот на регионот од аспект на заштита на природата и културното наследство. Агресивниот туризам кој му се случува на Охрид години наназад е резултат на немање таргет на туристи, сметаат стручни лица. Во
момент имаме многу лош туризам, затоа што немаме конкретно стратегија. Охрид е природен град, град на УНЕСКО. Значи и нашата иднина, јас сметам дека треба да биде во некој туризам елитен, луѓе кои што почитуваат природни вредности, затоа што може да одите вие во Грција, има убави песочни плажи, море. Меѓутоа, овој спој на култура, традиција и град со ваква историска и културна вредност ретко може да се добие. Екоактивисти сметаат дека масовниот туризам е најголемиот непријател на УНЕСКО статусот на регионот, но и на правото на нормален живот за време на главната сезона на локалното население. Регионот кој нуди редок спој на природно и културно богатство, кое има највисоко ниво на заштита како светско наследство под УНЕСКО, и днината на туризмот треба да ја гледа во развој на одржлив автентичен туризам. Мислам дека Охрид треба да развива еден автентичен туризам, ќе доаѓаат луѓе кои го ценат Охрид ради природата, ради природното и културното наследство, а не само за журки, за гласна музика, заради тоа што е ефтин. Тоа што ни доаѓаат гости заради тоа што сме ефтини е многу лошо на долг рок. Буквално ќе го девастира градот. На долг рок и тоа веќе го гледаме. Значи, после секоја журка што се случува, треба да има забава и за младите, но таа треба да се знае каде, на кој начин и да не смета на цел град. Секогаш е актуелно и прашањето дали Охрид треба да развива елитен туризам. За да се стигне до тоа, неопходно е многу да се работи од изградба на патната инфраструктура, значително подобрување на комуналната инфраструктура, до инвестирање во изградба на сместувачки и угостителски капацитети од висока категорија. Јас, на пример, Охрид го замислувам со луѓе кои што имаат добра платежна моќ, доаѓаат тука, да речеме, тоа може да бидат луѓе од 60 години на кои уживаат, ќе одат на плажа, меѓутоа ќе потрошат пари во ресторан, сакаат да ги видат, да речеме, некоја планина да ја прошат да разгледаат, да одат на некој настан и така натака, меѓутоа тоа да биде, да речеме, културен туризам, каде што и културата и природата ќе бидат најголемата додадена вредност и туристички производ, и тие ќе добро да ги продадеме и да ги наплатиме. Реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО уште во 2017 година констатираше дека Охридскиот регион е под значителен притисок од туризмот, кој е комерцијален и масовен, и препорача на државава да се преориентира кон одржливи типови на туризам, со кој локалната заедница ќе има економски бенефит, а истовремено ќе се штитат и вредностите на регионот. Анита Алоска е назначена за ВД директорка на Националната установа Охридско лето. Со решение на Министерството за култура и туризам, Анита Алоска е назначена на раководната функција по неотповикливата оставка на досегашната директорка Наташа Поповик, која изминативе 6 години беше начело на оваа најзначајна музичко-сценска манифестација во државата. Алоска е од редот на вработените, а во институцијата работи од 2007 година. Таа во 2012 година ја извршуваше функцијата ВД директорка на Националната установа Охридско лето. По дневникот ќе можете да ја погледнете новата видеосторија од серијалот на ТВМ Заедницата има многу лица. Денешната епизода повторно ја посветуваме на младите лица во Охрид и ви го представуваме 18-годишниот Павел Илиовски, ученик во Државното средно училиште Ванчо Питошевски во Охрид, образовен профил готвач. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. И Украина и Западот ја повикаа Монголија да го уапси рускиот претседател Владимир Путин по неговото пристигнување во земјата. Откако Монголија тоа не го направи, портпаролот на Украинското министерство за надворешни работи рекол дека Монголија ќе се соочи со последици поради оваа своја одлука. Енергетската зависност на Монголија го комплицира апсењето на Путин, изјавил портпаролот на монголската влада. Путин ја посети Монголија на покана на монголскиот претседател, што всушност е негово прво патување во земја членка на Меѓународниот кривичен суд, која го има ратификувано Римскиот статут, со кој подписниците се обврзуваат да го уапсат Путин доколку влезе на нивна територија. Меѓународниот кривичен суд во март издаде налог за апсење на Путин поради присилното преместување на деца од областите во Украина кои се под руска окупација. Во грчкиот град Волос прогласена вонредна состојба поради еколошката катастрофа со тоните мртви риби кои беа исфрлени во водите на овој пристаништен град. Според државната телевизија ЕРТ, повеќе од 160 тони риба веќе се извадени од водата.
Регионалната стопанска и индустријска комора соопштила дека смрдеата во градот со околу 85.000 жители е речиси неподнослива. Според гувернерот на Тесалија, рибата влегла во заливот од езерото Карла по поројните дождови кои го зафатија регионот во септември 2023 година, пошто нивото на водата пораснало и рибите имале идеални услови за репродукција и голема понуда на хранливи материи. Сега, кога нивото на водата повторно драстично паднало поради рекордно сувото и топло време, сладководните риби угинале или поради недостаток на кислород или поради зголемената соленост на водата при приближувањето кон морето. Експертите предупредуваат дека поради климатските промени, ваквите настани ќе продолжат да се зголемуваат. Според новинската агенција АНА, вонредната состојба во Волос треба да се применува 1 месец со цел да се обезбеди државна поддршка за чистење на пристаништето и околните плажи и реки. Ким Џонг Ун наводно наредил екзекуција на 30 на функционери поради неуспехот да се справат со големите поплави и лизгање на земјиштето кои ја погодија провинцијата Чаганг во јули, при што загинаа околу 4000 луѓе, а повеќе од 15.000 се раселени. Официјален представник на севернокорејскиот режим изјавил дека на крајот на минатиот месец биле екзекутирани 20 до 30 кадри од погоденото подрачје кои биле обвинети за корупција и небрежност, а државата ги осудила на смрт, пишува Нью Йорк Пост. Весникот сепак наведува дека извештаите за екзекуциите не биле веднаш потврдени од независни извори. Централната новинска агенција на Северна Кореја претходно објавила дека Ким Џонг Ун им наредил на властите жестоко да ги казнат службениците поради нивните неуспеси да се справат со катастрофалните поплави. Службениците кои биле екзекутирани не се идентификувани. 6 лица се приведени на протестот во Копенхаген против војната во Газа. Меѓу приведените е и активистката Грета Тунберг, соопштил портпаролот на студентската група која ги организирала демонстрациите. Полицијата одбила да го потврди идентитетот на уапсените. На протестите, околу 20 луѓе го блокирале влезот на универзитетот во данскиот главен град, а тројца влегле внатре, изјавил портпаролот на полицијата за Reuters. Групата студенти рекле дека нема да ја напуштат зградата додека универзитетот во Копенхаген не ја прекине соработката со израелските образовни институции. Тунберг на незиниот Инстаграм профил споделила видео снимено пред зградата на универзитетот и напишала дека полицијата ги растерала демонстрантите. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.